Еве, сведоци сме дека во изминатава недела од повеќе центри, меѓу кои Атина, но и од Париз и од Брисел стигнуваат најави дека дојде времето да се направи посуштински чекор кон решение на долготрајниот спор за името. И Катемирини, кој важи за умерен весник, сепак подсетува дека и двете страни досега направиле известни отстапки, не кажува кои, иако знаеме дека македонската страна направи суштински отстапки со тоа што го смени знамето и неколку два члена во Уставот. Сепак констатира дека суштински чекор не е направен од двете страни и како главен виновник го посочува Никола Груевски и неговата претходна влада, за кои велат дека биле страшилото кое го плашело тоа решение за името. Во секој случај и Катемирини во својот коментар не заборава да подсети дека во билатералниот спор се вмешала и Софија, односно со тоа што двајцата премиери подпиша договор за соработка, пријателство, добрососедство, и на изјавата на бугарската министерка за надворешни работи Захариева, која јасно кажа дека Софија не може да прифати име на соседот со географска одредница, при тоа посочувајќи на еден дел од Македонија кој се вика Пиринска Македонија, со што овој спор добива уште, така би рекол, станува позамрсен. До сега се зборуваше барем во оваа фаза на новата влада дека станува збор за оние мерки за градење доверба, меѓутоа во моментов се истакнува изјавата дека Кодзијас доаѓа да го испита или да го мери пулсот на македонската влада во прв ред на неговиот домаќин министерот за надворешни работи Никола Димитров. Што значи тоа во дипломатскиот јазик, дека ќе му го мери пулсот? Тоа значи ќе провери во разговорите, директни разговори, дали има известно поместување од нивната средба во јуни месец во Атина, кога Кодзијас ги истакна црвените линии на Грција, кога Кодзијас кажа дека во НАТО може да се влезе само со решен спор за името, откако претходно Димитров кажа дека ние сакаме во НАТО со привремената референца, што е утврдено и со времената спогодба. Значи, мерењето на пулсот е тоа да се види дали и колку е сменет ставот на македонската влада по однос на ова прашање, односно дали ќе има третерирање од македонските поставени црвени линии.